Ќе утврди судот што е вистина. Судот е тој што утврдува фактичката состојба, но има прилично контрадикторности во изјавите на досега сослушаните сведоци. Тоа е она што сега би можеле да ви го кажам, не знам што друго би ви кажал. Зошто е важно дали биле поените 50, 100, 500 или колку биле, дали ски биле 100 пари? Во врска со исказите и конзистентноста на исказите на сите сослушани сведоци во овој предмет. И заради фактичко утврдување на фактичката состојба. Затоа е битно. Инаку и 50 евра е подкуп ако се наменети. Но има неверојатни контрадикторности во изјавите. Затоа беа прашањата од тој тип. Кои се тие контрадикторности поточно? Па, бевте тука и ги утврдивте. Нека поминат и другите сведоци. Дали е точно? Да ги имаат исказите прочитано за да ги знаат контрадикторности. Кои се поточно? Па, себе ви кажувам. Дали е точно дека една од тие контрадикторности е дека господја Камчева се сретнала со премиерот, а вие тоа не го кажавте денес? Јас тоа прв пат го слушам од вас. Ја прв пат го слушам од вас дека се сретнала со премиерот. Дали е Го точно, не слушна. знаеме ние? Појма немам јас. Ја од кај би знаел сведок кој што е пријавител на кривична пријава. Незиниот сопруг го изјави тоа дека пријавил кај премиерот, а она го нема тоа во незиниот исказ. Да го знаев тоа, ќе и поставев такво прашање. Во обвинението слушаме за 1.500.000 евра. Овде од се што слушнавме, барем од сведочењата, се околу 710.000 евра првично и 350.000 барем она што сведочаа. Тука ли се сомнежите во однос на парите и контрадикторностите што содржат? Најмалку тоа, добро сте го приметиле, но тоа е најмалку каде што ни се контрадикторностите и сите тие други работи. Јас не случајно ви кажав дека има многу сериозни разлики во изјавите кога им било посвежо во истрагата и денес. Така. Најдени тие 1.5 евра? Мене колку ми е познато не. Пари се згонуваат или перење пари, ама дали се најдени парите? Мене колку ми е познато не. Значи, потретват ви кажувам, мене не ми е познато. А ако некој знае, убаво е да го каже тоа на судот. Тоа е. Фала. Не во овој момент, значи рековме и минатиот пат, не би сакале да коментираме изјави на сведоци, кои што и вие ги имавте можност да ги чуете во судската сала. Коментарот наш ќе биде даден во завршните зборови. Значи, како што изјави колегата, ние во овој момент укажуваме на неконзистентности, кои што потоа ќе можеме да ги скоментираме во завршниот збор. Оди ли во прилог тоа што Јанева директно не побарала од сведоците? Ниту едниот, ниту другиот не посочија дека таа директно не барала пари од неа. Она не барала пари, да. Сведоците изјавија дека не барала пари Јанева. Тогаш има материјални докази, сте ги виделе против неа кои што докажуваат спротивното? Ќе имате можност вие да видите, ние сметаме дека нема.